Принципот на Еврипид во македонскиот антички театар на почетокот на представата го поканува Бог да игра со нив. Дали театарот е телесен или духовен, тоа е интересна дилема, знаете. Телото без дух е мртво. И луѓето ќе речат, што е тоа дух? Што е тоа дух? Знаете, има дух, велат на театарот. И во Светото писмо пишува да ги разликуваме духовите. Но како ќе ги разликуваме духовите ако ние сме слепи? Знаете, како студент на факултетот за драмски уметности ги изговорив сите монолози на Хамлет, на Ричард и на Макбет, значи веднаш том завршив или плюс минус. Ги играв и на фестивали без музика, сите монолози еден по друг, истражувајќи и размислувајќи што е тоа збор, каде поаѓа зборот, каде завршува и како се материализира и како се остварува. И тогаш не го знаев духовниот принцип, но знаев дека постои невидлив свет. Она што Питер Брук го нарекува точка, shifting point, точка каде што замислата на гледачите и замислата на актерите се допираат во невидливиот свет. Тој ја бараше долго време духовната нитка на театарот. Денеска продолжуваме со Шекспир, јамска структура. Вилијам Шекспир. Да бидеш, 101 страна. Препевот на Ѓузел, Богомил. Чин 3, слика 1. 6:13, како и во Светото писмо. Да бидеш. Што значи да бидеш? Сме поканија с факултетот за драмски уметности слави 50 години, а ја славам 35 години како сум на факултетот. И може би нема да ме поканија да не се појави професорката Кренаре Невзати која ме покани. Зошто ти тихо не учествуваш? Зошто не си искористи твојата дарба, рече. Ајде да не зборам ја себе фалец. Би реков, па добро, што да направам? Ајде, еве Хамлет. Реков, за Хамлет сум тука. Да бидеш. Што значи да бидеш? И рече Бог, нека биде. Што? Светлина. Аристотел, заменската форма на зборот е светлина. Светлина. Да бидеш. Да бидеш или не. Прашање е сега. Тоа е прашање. Да бидеш или да не бидеш. А како? Што значи да бидеш? Што значи да не бидеш? Дал поблагородно. Вилијам Шекспир. Дал поблагородно, благороден, дал поблагородно за духот. Пазете, за духот. Не за телото. Дал поблагородно за духот. Е да издржиш пред праките и стрелите. Јамска структура на бесната судбина. Значи да издржиш за духот и му дувна во душата битие, Библијата, значи повторно, и му дувна во душата дух животен. И човекот стана жива душа. Дал поблагородно за духот. Колку луѓе денес во театарот разликуваат што е тоа дух, што е тоа душа, што е тоа тело. И јас моиве колеги кои ќе ги видам, кои се телесни и се расправаме. Телесниот човек не го разбира духовното, за него тоа е безумство. Дал поблагородно за духот. Шекспир знае, бидејќи зборува, ја коментира Библијата. Затоа е ова бесмртен текст. Затоа што има извесен слој, погуст слој од обичните драмски текстови пишувани во тело, во себељубие. Дал поблагородно за духот е да издржиш. Да издржиш пред праките и стрелите на бесната судбина. И пазете, оружје. Оружје на оружје, браќа. Оружје.
оружје да кренеш против море неволи, за борба со нив, да им ставиш крај, борба со нив да им ставиш крај, да умреш, да заспиеш, no more и ништо повеќе, да умреш, да заспиеш, ништо повеќе, спиејки да кажеш, спиејки. Исус вели станете да си одиме од овде. Им вели бидете будни и тие спијат. Не можете ли да останете будни, да спиеш, заспани луѓе? Бидете будни. Гледајте кога ќе дојдам да бидете будни во духот, дал поблагородно за духот е да издржиш и оружје да кренеш против море неволи, за борба со нив да им ставиш крај, да умреш, да заспиеш и ништо повеќе. Спиејки крај, спиејки да кажеш крај му ставив на срцеболот. Крај му ставив на срцеболот, на безброј потреси од животот. На безброј потреси од животот што ова тело ги наследило. Тело, наследство, што наследува телото? Од кого наследува? Паднати ангели, демони на Сатанас, Адам, проклетство, јаде од дрвото на познанието на доброто и злото, изгонет од градината, што ова тело безброј спиејки да кажеш крај му ставив на срцеболот, на безброј потреси од животот што ова тело ги наследило. Од кого? Добро прашање. Скончило е тоа што усрдно го пожелаш да умреш спиејќи. Ке се измориш и да си заспиеш. Да спиеш. Може би да сониш, сон сонува. Да, тука е сопката. Не можеш да избегаш од сопствениот живот. И оружје да кренеш. Дал поблагородно за духот. Зашто во тоа спиење, луѓето спијат во овој свет, телесно живеат. Исус им вели станете да си одиме од овде. Зашто во тоа спиење по смртта, со ништата што би можеле да дојдат, штом веќе сме го сметнале од себе, смртен метеж, мора да не сопнат. Смртен метеж, луѓето се плашат од смртта, плачат за смртта. Дал поблагородно за духот е да издржиш ил оружје. Зашто во тоа спиење по смртта, смртта, телото без дух е мртво, остави ги мртвите да ги погребуваат своите мртовци, тоа се стихови од Библијата. Тој зборува за живи умрени, со ништата што би можеле да дојдат, мечтае за нешто друго, штом веќе сме го сметнале од себе смртниот метеж, мора да не сопнат. Ете го обзирот за кој што толку беди трпиме, А зошто? Он ги зеде сите болки, болести и страдања, толку беди трпиме. Кој инаку? Кој инаку би го поднел?
камшикот и подбивот на времето, злата од угнетувач, навредите на гордите, маките на презрената љубов, бавноста на законот, безочноста на власта, безочноста на власта, клоците што заслугата ги прима стрпливо од безвредни, сам кога можеш мир да најдеш. Сам кога можеш мир да најдеш. Сал со гола кама. Кој инаку би го поднел камшикот и подбивот на времето? Злата, злото од угнетувач, зло од угнетувачи, навредите на гордите колку сакаш, маките на презрената љубов колку сакаш, на власта, бавноста на законот, безочноста на власта, клоците што заслугата ги прима стрпливо од безвредни. Сам кога можеш мир да најдеш, сал со гола кама. Кој би носел товар со брефтање и пот, товар со брефтање и пот на тежок живот, да не буни нешто, да не буни стравот, да не буни стравот, во љубовта страв нема, вели Исус, од нештото по смртта. Онија победи смртта, го победи сатаната. О смрт, каде ти осилката? Да не буни нештото од стравот по смртта, да не буни стравот од нештото по смртта, таа земја неоткриена, од чие царство не се вратил уште ни еден патник, освен Исуса. Од чие царство не се вратил уште ни еден патник. Тоа нас, сите нас не тера да спремно си ги носиме овие зла кои ги живееме сега. А не да летаме по други нам непознати. И така, свесноста кукавици не прави сите нас. Вродената боја на одлучност побледува од болни брчки мисли, а потватот од устрем највисок за миг се спушта стрмо, губејќи висина и паѓа во бездејствие. Но мир, убавата Офелија, о нимфо, о неразумни галатјани, кој не е грешен нека прв фрли камен на неа. Во твоите молитви, во незините молитви, пазете молитви, спомни ми ги ти сите греови. Тој знае дека има греови. Какви греови има? Зал поблагородно за духот е да издржиш? И видите сега понатаму што вели. Јас ништо не сум ви дал, ништо не сум ви дал. Тој знае дека се е дадено. Што се фалиш, тој е парафразен она. Кој се фали со тоа што не си примил? Ти се си примил. Тело, душа, дух, земја, приказна, свесна состојба да го избереш Исус. Пази, дал сте честита, ја прашува Офелија. Дали сте честита? Што значи да бидеш чесен денеска? Дали сте убава? Пазете, честност е една категорија, убавина на друга. Господ не гледа на лице, туку на срце. Дека ако сте честита, и вели на Офелија, и убава, вашата честност не би требало да си дозволи врска со вашата убавина. Тој зборува за себељубие, за идолопоклонство, за култ кон убавината, за варосани гробови, окои внатре во срцето нема љубов. Зашто моќта на убавината поскоро ќе ја преобрази честноста во сводничка, одошто силата на честноста што би можело да ја престори убавината во нешто слично на неа.
Некогаш тоа било парадоксно, сега времето го докажува. Не сте требале да ми верувате. Тој зборува, не верувам во човек, верувам во Бог, во Духот. Јас ако требаше, вели, да слушам луѓе, да верувам во луѓе, нема да бев тоа што сум, апостолот Павле. Не сте требале да ми верувате, Хамлет на Офелија, зашто добрината не може да се накалеми на нашето старо стебло без да и се изнаслади. Секој сака да грабне, да изеде, да биде над другите, да владее. Нему да му служат. Исус дојде да биде слуга, министер. Не и јас не ве љубев. И еве ги тие реплики. Оди во манастир, изолиран, издели се. Зошто да раѓаш грешници? Илх речат, детето нема грев. Па грев има, затоа што е падната природа. Штом си веќе на земјата, штом си поминал преку Адам, јадеш од дрвото на познанието, на доброто и злото. Ти си грешен, телесната природа е грешна. Ти треба да го избереш Исус, да се прочистиш, да се усовршиш во љубовта. Љубовта го исполнува законот. Љубовта зло не мисли. Зошто да раѓаш грешници, јас самиот сум умерен од честит. Пазете Шекспир. Па сепак би можел да се обвинам за такви нешта, за кои подобро да не ме родела мајка ми. Тој ги знае сите тие состојби од гревот, од Светото писмо. Јас сум оште надмен, што излегува од човечкото срце, ќе најдете во Библијата еден цел куп на негативности. Тоа е тоа што го скрна нељубов, омраза, гнев, бес, љубомора, завис, гордост. Јас сум оште надмен и ги кажува одмаздолюбив, надмен, славолюбив, одмаздолюбив, надмен, славолюбив. И толку многу престапи ми паѓаат на ум, што не би можел да ги сместам ни во мислите, вели. Ни да ги обликувам во вразбата, ниту пак имам време. Нема време да ги изврши. Па тоа е суштината, ти паѓаат толку мисли грешни, што ќе ти требаат многу животи за да ги извршиш сите. Што да се влечкаат меѓу небото и земјата, пазете. Исто уште еднаш кажеш, небото е едно, земјата, небото, земјата се две сосема други кралства. Вакви суштества ко мене. По тоа подразбира сите, ние сме ти сите преподобни манги, не верувај му на никој, оди право во манастир, кај е татко ти. Вашиот татко е ѓаволот, вели Исус. Вие не ги слушате овие слова, он е лажец од почетокот, тој е татко на лагата и така натаму. Затвори му ги вратите, за да не изигрува шут на друго место, освен дома му. Каде е тоа на земјата, има уште малку време. Ако се мажиш за мирас, ќе ти го дадам ова проклетство. Тој добро размислува дека живот без Исус е живот во проклетство. Биди честит како мраз, чиста како снег, пак нема да избегаш од клевети. Како ме напаѓаа мене и вас ќе ве напаѓаат, појди во манастир с Богом, ако запнеш да се мажиш, омажи се за некој шутрак, зашто паметните и онака знаат. И така натаму, дека ќе ги оставиш шути како чудовишта без рогови. Уште една категорија. Хамлет, сум чул веќе доста за вашите мачкања и вапцана, шарени револуционери, мачкачи на споменици и паметници на варосани гробови. Господ ви дал едно лице и го создаде Господ Бог човекот од прав земна и му дувна во душата дух животен и го создаде Бог човекот по Божиот образ го создаде едно лице, вие од него правите друго. Цупкате, врцкате, шушкате, им давате прекари на Божите суштества и раззавратни сте Божем од недоветност. Одете, доста ми е од вас, полудев, не сакам повеќе венчавки. Хамлет, тие што веќе се венчани, се тоа метафори, ќе живеат освен еден. Останатите ќе останат какви што, освен еден. Кој е тој еден? Единороден од Отецот во манастир. Кого го повикува тој? И пазете Офелија. Пазете што зборува таа. О, колку страшен дух
се струполи. Значи за дух зборува. Дали некој во театарот разликува што е дух? Постојано им зборувам за духовната сфера, како да му објасниш на телесен човек, на слеп човек, да го турнеш од патот е проклетство, кој не разбира, мисли дека театарот е занат, дека е телесен, дека театарот е духовен, но колку страшен дух се струполи, колку страшен дух се струполи, колку страшен дух се струполи, значи останува прашањето дека македонскиот антички театар, Кокинскиот театар, Дионисовиот театар се посветени на Бог, кај тој е духовен и без дух телото е мртво и без дух театарот е мртов. И тука ќе ставам 3 точки. И понатаму продолжуваме со наредниот монолог на Хамлет. Говорете ги зборовите, ве молам како што ви ги изговорив и јас. И рече Бог, нека биде светлина. И Словото стана тело и се всели во нас полно со благодат и вистина. Мир вам и лесна и плодна сцена. Хистриони и скомрахи мои. Амин.